Разговараме со Катерина Панов-Кожаров, поетеса, авторка, професорка и независна истражувачка фокусирана на современата македонска книжевност. Катерина, добре дојдовте, благодарам за можноста да поразговараме на актуелни и современи книжевни теми. Добре ве најдов. Ете, поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Се благодарам за поканата. Вашата прва книга со поезија го носи насловот Од ракописот на една жена. Дали ова е метафора за неименуваниот женски глас, чии пораки сте сакале да ги пренесете, или пак буквално еден вид дневник кој што го доживува своето печатење? Така, уште во едно мое претходно интервју, чинам имам споменато дека ако ги следев модерните текови на време во кое обстојуваме, веројатно требаше книгава да ја крстам Од фајловите на една жена. И сега од некаков лингвистички аспект, нели го немаме оној романтичен призвук на терминот файл, како што тоа го содржи ракопис се разбира. Меѓутоа, сме сведоци на едно архаизирање не само на означителот, туку и на означеното би рекла. Сме сведоци на изумирањето на ракопис. И сега замислете кога на една страна ќе кажете ракопис и на друга ќе ставите имейл или писмо имейл и ракопис и файл. Жалосно е дека е така, јазикот е секогаш огледало на епохата во која што живееме и тоа е некаква нормална ситуација која што се случува, но жалосно е затоа што за мене ракописот е некаков личен белег, некаков личен код, некаков личен символ, па дури можеби и некаков единствен матичен број по кој што се разликуваме од сите други луѓе на планетава. Еве, најдете двајца луѓе кои имаат идентичен ракопис, не постојат такви, па макар биле, не знам, и близнаци. И можеби подсвесно имав некаква потреба да дури метафорично го преродам овој термин, ставајќи го како наслов на мојата книга, а и веројатно символично да го подарам својот личен ракопис, затоа што дефинитивно се работи за личен ракопис. Еден ракопис и не може да биде друг освен личен за оној кој е негов носител. Знаеш, Сузи, и графологијата како наука која што се занимава со проучување на ракописите, сакаш свати ја буквално, сакаш, не знам, во низиното преносно значење, и до ден денес има и како валидни техники или има валидни патишта до нечија психологија. Вашиот рецензент, писателот Венко Антоновски, ќе забележи дека поезијата која што е содржана во оваа книга е полна символи, но и директни пораки. Како се наоѓа тој баланс кога зборувате низ знаци и без извртување ги соголувате нештата до нивната срж пак од друга страна? Еден таков микс, меѓутоа си има своја рамнотежа. Песните ви даваат и символи и директни пораки. Намерно ли беше тоа или творечкиот занес го создаде? Еден семиотичар од таков ков беше практично невозможно да не ги дешифрира пораките, символите, знаците кои што беа ставени во тоа мое прво поетско писмо. И навистина сум многу среќна што потписот на професорот Венко Антоновски стои на крајот од овој мој прв ракопис. Се сеќавам на една ситуација во Скопје во периодот кога се подготвуваше книгата пред нејзиното издавање и седевме, не знам, имаше некоја седенка и знам дека ги држеше листовите во раце и само се сврте кон мојот сопруг и му кажа: "Ова е Катерина. Книгата е таа всушност." Тоа е навистина така, затоа што веројатно и несвесно таа некоја своја животна идеологија имам пренесено на хартија. Знаете, сметам дека човек треба да биде храбар и да се бори со сите животни предизвици кои доаѓаат, кои животот ги носи сам со себе, макар и гласно само изговарајќи ги. Да се биде свесен за нивното постоење, па од тука да се бараат понатамошни решенија. Така што гласна сум во таа некоја смисла, меѓутоа тоа не значи дека имам намера или целта ми е да се критикувам гласно себе си или да ги критикувам другите, уште помалку да осудувам, туку целата таа поетска книга ја замислив како некаков крик, би рекла, кон некое понадежно, посветло утре, тргнувајќи од нашите најлични човечки димензии, завршувајќи до најшироките општествени рамки. Така што не ми е тоа гласно говорење преку знаци и символи истовремено, како што спомнавте, разголување,
разголување и дури и до коска, не ми е некаков проблем, затоа што и животот го доживувам впрочем таков. Полн со знаци и символи кои што треба да бидат декодирани. Немаше да биде лошо да си ги замиеме срцата. Со сапун и вода да ги изчистиме од гнасотијата што ни се има исполепено низ годините. Оти, нели, се родивме чисти, а ќе умреме со цел слој наслаги врз нив. Толку многу мръснотија ги обвива, што веќе не си ги ни препознаваме. Дури и ги губиме некаде по маргините на животот толку спокојно, да секој еден со забавена нихил трансформација носи диагноза за пречки во развојот. Што аир од чистиот образ, кога забораваме срцето да го истриеме од време на време. Во меѓу просторите постоиме само. Во начинот на кој, жеден за сонце, крвотокот на земјата излекува низ неа. Во начинот на кој птицата немирно и шепоти на гората нешта незнајни и непознати. Во начинот на кој немоќно треперат сребрените листови бреза од галењето на ветрот. Во начинот на кој потта од почвата испарува после летниот шумски дожд. Во начинот на кој безмилосно светлината продира низ ролетните дабово дрво. Во начинот на кој листот паѓа и без див целосно и се предава на земјата. Во меѓу просторите постоиме само. Вашата поезија, јас ја доживеав како еден вид поетски протест. Се критикуваат човечките слабости и општествените девијации, но не се напушта уметничкиот израз. Кога толку многу имало да се каже, зошто толку долго се чекало на овој ракопис? Се чекаше ли некое внатрешно созревање или надворешни услови беа причина да се чуваат толку долго тетратките, ракописите во фиока? Да, точно е тоа, дека стиховите се собирани во текот на последнава деценија. Меѓутоа, нештата се случуваат секогаш тогаш кога треба да се случат. Милувам да кажам дека времињата многу повеќе вистинските времиња не бираат нас отколку што ние го бираме вистинското време. Чинам дека тие точно знаат кога сме зрели и подготвени за новите патишта, новите можности и новите хоризонти. А зошто баш ова време, а не некое предходно или некое идно, веројатно повторно само времето може да го даде тој одговор, меѓутоа од некоја идна дистанца. Се уште не. Има многу актуелности во вашите стихови. Се занимавате со современието. Колку ви е важно да зборувате за она што сметате како автор и како човек дека треба да се посочи и да се искритикува? Е важно и е битно да поетите бидат слушнати и да допрат. Знаете, не знам зашто би објавувале инаку. Ако се подпреме само на она катарзична функција која што поезијата, како и секоја друга уметност ја има, тогаш навистина објавувањето се става под еден голем знак прашалник. И имам такви многу мои пријатели кои пишуваат само за своја душа. И тоа е сосема во ред. Меѓутоа, јас тука гледам и една друга димензија која што се вика општествено одговорна димензија, во која секој еден кој што ја има дарбата, кој што го има талентот, моќта би рекла, па дури само една единствена можност да гласно го постави прашањето, да гласно проговори за сите оние нешта кои не го лицкаат на сите,
и кои што се актуелни, сметам дека секое публикување во таа смисла е себичност која што е пустена да влезе на голема врата. А исто така, ако одиме понатако, дури може би и некаква незаинтересираност за иднината на своите деца. Особено во оваа лудило од време, во кое е кронисувањето на не само физикусот, би рекла силиконизираниот физикус, се има така наместено, си седи така удобно, а сето тоа на сметка на умот и на разумот. И сметам дека тогаш гласното говорење, гласниот збор на еден поет, писател или на еден уметник е и текако од суштинска важност. Веројатно тие остануваат како единствени борци во рингот. Како мали деца со лижавче што ги залажуваат, така ни е подарено битисувањето ни. Еве ви, поживуркајте малку. И замислете, некој, најверојатно серијски убиец на серотонин, си зеде за право да ни всади во потсвеста дека патот пред нас ќе биде наквасен со водите од бањата на Клеопатра. Затоа, јас почнав да учам да ставам брош на секоја тага, да ја одболувам со кармин секоја болка и да капнам малку мошус на секоја несреќа. А зошто би биле помалку вредни кога знам дека се престанува, дури и умирањето, ама смртта никогаш. Губитници однапред запишани сме. Трагачи на патишта затрупани и кошули со врзани ракави, судбина наша се. Не можеш. Решено однапред е. Не обидувај се. Таму некаде смислено е. Одиме напред. Само навидум. За да сватиме оти назад останати сме. Заедно со искушенија, ненадминати, непоминати, вечни. Многу е важно поезијата да комуницира со надворешниот свет, да се пренесе поетската порака, нели? Првиот чекор е веројатно објавувањето на книгата, но понатаму одговорноста на поетот да ја шири, не само објавувајќи ја, туку и кажувајќи ја, пренесувајќи ја на различни настани, вака низ интервјуа. Важно ли ви е и вам? Апсолутно е. Многу сум среќна кога некој ќе сподели дека не знам, прочитал некоја моја песна, уште повеќе знае да цитираат некој стих. Тогаш знам дека вистински сум допрела до некого, дека сум разбудила нешто, дека не знам, сум освестила можеби за нешто за кое што не бил ни свесен дека го носи. Впрочем, чинам таа е мисијата на секој еден уметник. Меѓутоа, сите ние уметниците, авторите, како сакате, треба да сме свесни дека не сите може да се пронајдат во нашиот глас, во нашата интонација. И тоа е сосема во ред. Па, впрочем, затоа е и светот убав, нели? Ја добиваат ли денеска поетите соодветната сцена? Односно, какво е вашето искуство во таа смисла?
Тешко ли е да се дојде до квалитетен издавач, до соодветен критичар кој што ќе може да го прочита, и има ли доволно критичари, книжевни критичари кои што ќе ги вреднуваат поетските гласови? Сметам дека, пак ќе се навратам на тоа што го спомнав пред малку, таа девалоризација на сите човечки квалитети и тоа под пресија на, би рекла, болно брзото темпо со кое што се развива индустријата и технологијата, ги зафати сите сфери на општеството, не поштедувајќи никого. Вирусот е насекаде проширен и во таа смисла тука не беа поштедени ниту издавачите, ниту критичарите, би рекла. Така што кога во услови на еден консумеризам вие главно мерило ќе го ставите истиот тој консумеризмот за нечија успешност, тогаш не знам како можеме да зборуваме за квалитетни критичари и уште помалку за квалитетни издавачи. Мислам дека многу малку ги има, ако воопшто ги има. Како се однесувате на реакциите, не само на актуелниот ракопис кој што е објавен, туку и на вашите научни трудови, на вашите осврти кон друга поезија или кон други прозни текстови? Дали ве допираат во смисла да ве тераат на размислување за дополнително пишување? Знаат ли да се надоврзуваат или да ве испровоцираат дополнително за да творите понатаму, да истражувате, да нуркате во текстовите подлабоко? Така е. Не само во таа некоја професионална смисла, туку би рекла се едно нешто што се случува околу нас служи како поттик за творење. Затоа и емоцијата, без оглед не зборувам само за, не кажеме емоција, веднаш очекуваме, не знам, само љубовни емоции, дали ќе биде тоа бес, дали ќе биде разочарување, дали ќе биде лутина. Сето тоа буди и е поттик за создавање и за творење и прочем сметам дека така и треба да биде, затоа што ако вашата идеја за едно дело не започне од некаква емоција, тогаш не гледам како би било успешно. Каков е вашиот однос кон вашата рана поезија или кон раните прозни записи? Имате ли милост или сте така безкомпромисни кога станува збор за сопственото творештво? Да, морам да признам дека доста сум строга кон себе си во таа смисла, така што веројатно другите имаат многу повеќе милост кон тие мои први творби отколку јас. Често пати знам да ги прегледам, да ги ревидирам, не знам, да ги коригирам, да ги лишам од постоење дури. Меѓутоа, сметам дека и тоа е еден од начините, односно една од нештата кои ги среќаваш на патот кон уметничкото растење. Така некако од прилика. Кога ќе размисли човек, колку е само совршено смислена казната со нечистата крв. Да се продолжи страдањето, фатен во привидна хедонистичка стапица, дур го создаваш новиот Сизиф. Се прашувам, кога би знаела госпогицата наша создателка обуздана, дека родот човечки ќе го носи товарот неизин до вечноста и назад, дали пак би се насладувала на соковите анимални и врели, крштевајќи ги во исконски? Не чекајте ја таа жар да догори. Пепел од неа не бидува. Чунки во кодот човечки ни е жигосана. И секое ново сонце е сведок на уште едно втиснување. Само чинам жената ја жеже повеќе. А вие, Божем, не знаевте колку е важно да се јаде бар едно јаболко на ден. Мудрост е да знаеме да го измериме и премериме благото кое го посудуваме. Да знаеме до кај сме стасале, кај сме сгрешиле и каде идеме. Да видиме
колку сме изарчиле и уште колку имаме. Да се подсетиме и запаметиме. Да повториме и продолжиме. Ама, тргнавме ли попис на сакањето да правиме? Тогаш знам дека некаде непоправливо сме погрешиле. You play the same love song. It's the 10th time you've heard it. Понекогаш мислам дека ми е со декрет пропишана, та толку послушно си ја носам. Фазите на памет ги научив. Одлична ученичка сум. И затоа текот толку синхронизирано и го следам дотаму што однапред знам кога има намера стоичноста да си ја предаде. Па си земам за право кога заслужува и да ја подсетам оти не ја примив како потомок на Јуда. Низ портите на постоењата можеме да се провнеме единствено сами. Се друго е само привремена катаракта, колку да биде поднослив патот на болката до Голгота. Колку посигурно зачекорувате на поетската сцена, толку подлабоко навлегувате и во некои книжевни научни истражувања. Го дооформувате вашиот магистерски труд посветен на прозните записи на Петрема Андреевски. Дали тоа помага на авторот или пак знае да обременува? Сте размислувале ли, сте се обидувале ли веќе, не знам, запишувајќи, истражувајќи нешто, да пишувате напоредно и како гледате на тоа и како критичар, како истражувач? Да, така е, во мигот сум посветена на магистерската теза на мојот магистериум на катедрата за македонска културологија и книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. И тоа е голем залаг за мене. Сметам дека и секој треба да го доживува така кој што тргнал на тој пат. Не е нешто што го правам колку да биде извадено од ред или да биде завршено, затоа што и самата титула сама по себе не би ми донела или не ми значи ништо. Меѓутоа го доживувам како некаква моја инвестиција и некаков влог во градењето на мојот авторски лик, во моето, не знам, авторско созревање би рекла или себе докажување, можеби. Ете тоа. Ви помага во созревањето? Дефинитивно. Дефинитивно, нештата се комплементарни. Значи не би можела да го одвојам авторството и пишувањето, да речеме, на магистерска теза. Не се нешто што е диагонално поставено, туку ми се баш комплементарни, се надополнуваат. Така. Имате ли собствени методи на проверување на новите песни? Како одлучувате дали тоа е некој добар материјал или дека е лош квалитетот на она што го создавате? Човек е прилично самокритичен кога станува збор за личното творештво. Да, чинам дека тестот на времето повторно стои како најсоодветен показател дали песните биле добри, дали биле во ред или не. И знаете, кога ќе земам една песна и кога ќе ја прочитам, ако ја почувствувам убавината со која што сум ја напишала или сум ја прочитала прв пат, тогаш знам дека тоа е тоа на вистина. Реков, ако не ја препознам таа првична емоција со која била напишана, тогаш повторно ќе кажам, ја лишам од своето постоење. Но што се однесува, да кажеме, до поезијата во мојата книга поезија, во збирката поезија, се разбира дека крајниот збор го имаше нејзиниот рецензент, иако и во таа смисла чинам бев построга од него. Дали бирате нов фокус, нови теми за вашите следни ракописи, или пак има уште што сакате да истражите во таа сфера во која што веќе пишувавте?
Ќе биде ли следното поетско четиво некаков продолжеток или сосема нов правец? Фаќате? Не размислувам многу за еднината. Знаеш, дури исто како и она што го спомнав за како вистинските времиња не наоѓаат, така и фокусите веројатно не наоѓаат, односно ги доживувам па ги пренесувам гласно. Нештата едноставно се случуваат околу нас. Не знаеме кога ќе ја напишам следната песна. Не е тоа нешто што го правам со план. Меѓутоа, пишувањето поезија е нешто што е сосема различно од пишувањето проза. Првото бара мигови и моменти, а второто бара посветеност, време, концентрација. Сега во овој микс сум максимално посветена на второво. А и не сметам дека еден автор треба да биде постојано се присутен. Треба да се појави тогаш кога има да каже нешто или поточно има да праша нешто, гласно да праша. Со нетрпение ве очекуваме кога следно ќе имате нешто да ни соопштите, а јас ви благодарам за сегашното интервју. Благодарам, Сузан.